Слушнете на Около FM. Здраво, другарчиня, здраво, дечиня, здраво, тинейджери, здраво, млади възрастни и здраво, възрастни! Големо поздравче за топло добре дойде во Слушнете! Јас сум Ноела, вашата домакинка и водителка. А за оваа емисија имам специјални работи. Ке пратиме поздравче од Пелистер до Гана, Африка. Така ние нас дружбата преку најубавите работи. А денес започнувам со новата улога. Официјална репортерка на еден измислен, а највистинит проект кој се вика Одржливо најдобре. И го прават факултети, основни училишта, институции, фирми. Креација за пример. Добре дојдовте во Слушнете! Информирајте се, приклучете се и заедно можеме да направиме чудесни работи. А попатно креираме и трасираме. Слушнете! Слушнете не. Визма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Визма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. 220 волти, кога загрмат, сите комши во двор лудуваат. Тетка Душка па има растрина стамена, коси куват и лудуваат. Призма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Призма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Баба се вика, тропа на врата, а пак мене си ја гушна почвата. Пие вино, свири гајда, рок-н-рол со нас, вели деца денес вие сте ми спас. Изма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Изма стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. А сега една подолга гатанка. Концентрирајте се и слушајте ме. Се лизгам, јуху, од ливче на ливче. Јас сум росичката, капкичка Роса.
полна сум со вода. Сум со заоблено меше. Главната улога ми е да ја навлажнувам травичката и ливчињата и цвеќенцата, особено наутро. Штом се подстопли, толку од мене. Ке ве поздравам и ке си испарам. Но останувам и малку кај домакинот за да можам пак следното утре да се појавам. Еден ден, кога се лизгав од ливче на ливче, сретнав една пеперутка која брзаше за да си ја види својата убавина во мојот оција. Јас немам каде да бегам, па таа се гледаше и дотеруваше. I'm so beautiful. Се додека не ме допре со нејзините убави нежни крилца. И така почнав да се разпарчувам. О, не! И така почнав да се разпарчувам. И разлевам. Наместо една јас се создадоа 10 помали од мене. Ха-ха! И се истркалаа надолу. Телото од мене, што остана на крилцето на пеперутката, ја имаше среќата да полета малку пред да се испари. Си испарив, но си испарив срекна. Погодивте, ви кажав на почетокот. Станува збор за капкичка роса, росичка. Kap, 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 kape vola, kap, 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 kape vola, kap. Една капка вода тръгнала да види свет, други 4 со нея, за да бидат капки 5. Една капка вода тръгнала да види свет, други 4 со нея, за да бидат капки 5. Кап, 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 капе вода,
слушнете ни го поздравот што им го праќам на моите другарчиња од Гана, Африка, од Тумбе кафе и Пелистер. Пробајте да разберете. Слободно смејте се на моите измислени зборчиња и открите зашто им раскажувам. А откако ќе дослушате емисијата, побарајте го клипчето на мојата YouTube плейлиста, каде што ќе уживате и во изгледот на потеписот. Please hang up and try again. Hi, dear friends from Ghana. Here I am on a hill near my town, and we were walking, but we got lost a little bit, but it was fine. It was a small losting. This is my weekend activity. We do it every single weekend, and for us to be healthier, stronger, and to breathe nice air and to connect with nature. Because in my town, the air quality is very low, sometimes unbearable. What is it like with you in Africa? Please hang up and try again. I'm on a real mountain, not on a hill like yesterday. This is the National Mountain Baba with the highest peak, Pelister. With the highest peak, Pelister. It's awesome nature. Follow my footsteps in the snow. It makes awesome sound. Here it's a rocky trail, and down there too. And far in the distance there's an artificial lake. Another special thing about this place. Here's some water that is super natural, and it's pure and not touched by humans. And it has so much energy inside. It's not like the water we drink at home. This important thing about here is the tree Mollica. It's a pine tree and it has 5 needles and not 4 like the other pine trees around the world. 1, 2, 3, 4, 5. And it smells amazing here. Here in the woods, there's some wild animals, like the Balkan lynx, some bamboos, and bears. It's freezing. That's why I have to be this much dressed. I guess it's very warm there in Africa. Collecting pine cones to make special decorations for Christmas. People are trimming the trees. We collect the leftover branches to make those decorations. We don't damage the living trees. So cute. It's a little baby cutie Christmas tree. And then there another one, and another one, and another one, and then a Mollica. Love. Do you think that this is a toucan? No, it's a Mollica pine tree with a pine cone. These are the branches I was telling you about.
We'll make some nice ikibanas from it. And we'll take a picture for you to see it. Ciao, even for me. Dal by zaspal ty, tak u nás pod molíky. Dal by trčal ty po tie najskylí vlády. Dal by pijel ty, voda od tie bystry izvorí. Dal by jadel ty, tak u nás pitulici. Dal by rastel ty po tie tesné čikmáci. Dal by igral ty zajedno so nás po-bytovsky. Na širokách šetáme od Dragor do Tumbe kafe. A vo parko cel den igráme. Na penister praznúvame, do vrvot seka čúvame. Serenády ty v kopeme. Dal by odel ty, co nás na kopanky. Dal by skoknul ty do tie pláže prespánsky. Dal by možel ty, da drugáru vož po-bytovsky. Na širokách šetáme od Dragor do Tumbe kafe. A vo parko cel den igráme. Na penister praznúvame, do vrvot seka čúvame. Serenády ty v kopeme. Na širokách šetáme od Dragor do Tumbe kafe. A vo parko cel den igráme. Na penister praznúvame, do vrvot seka čúvame. Serenády ty v kopeme. Ja sam Milo, a ovaj slušnete me na 90,8 MHz u FM Bitola. Give me an eye. Eye. Give me a can. Ken! Give me a wee. Wee! Give me a can. Ken! We can do this together. We can do this together. Together. We can do this together. Другарчиня, ова е совршена најава за нешто многу интересно. Измислен проект. Да, јас сум главна репортерка за проектот Одржливо неѓубре. И ќе ви кажам многу интересни работи за него. Во оваа емисија имам бројни соговорници од различни профили. Сега за проектот Одржливо неѓубре ќе ја интервјуирам Drum roll please. Мајка ми! Здраво! Здраво, господја мама! Како сте? Благодариме што ни гостувате во нашето студио. Всушност, мојата детска соба, која што туку неделно ја дочисти. Драго ми е, керкичке. Најпрво, кој го смисли насловот? Одржливо? Ај, добро, одржливо демек да се одржува. Ами неѓубре, Па, тој што го смислувал насловот, Јас. се обидел да каже нешто.
Но сите знаеме дека зборот неѓубре, односно антиѓубре, не постои. Треба антоним за збор со спротивно значење. На ѓубре чистота, например. Чек да видам во дигиталниот речник на македонскиот јазик. Не ми дава антоним на ѓубре. Синоним има. Смет, отпад и други. Значи проектот е за одржување чистота. Е за одржлива чистота. Па така некако. Да биде по-фраерски сте измислиле. Да биде не ѓубре, за да се негира ѓубрето. Така. А ќе кажам јас некогаш нешто, Керкичке? Чек, момент само, уште едно нешто. Дали може да го изглумам ѓубрето? Јас сум царот ѓубре. Моето царство го создаваат луѓето. И јас владеам со сите ваши дворови и површини, се додека луѓето ме поддржуваат. Јас сум господарот на Балканот и Балкунот. Нема, ќе ти дојдеме до решение, господару ѓубре. И тоа одржливо решение, да трае, ќе видиш. Да се осериозиме. Од каде дојде идејата за ваков проект, господјо мама? Драга Керкичке, ти благодарам за зборот што ми го даде после подолго време. Но навистина сакам да кажам за сите да слушнат. Слушнете не! Вакви проекти ние, група на соработници од различни профили, пријателства, дружби, правиме секоја година или скоро секоја година за да придонесеме за поубаво живење. Наше тука, на нашите деца, на нашите студенти, на нашите градови и нашата држава. За овој проект идејата ни ја даде една господја Вукица од Орифлейм, која што сакаше да соработуваме заедно со Марија Магдалена, Метиси со класнето и Антонија, која што е менаџирка во Oriflame Wellness програмата. И всушност, од тој момент почнавме да размислуваме кое е новото ниво за чистењето ѓубре. Бидејќи има преголемо искуство на самоиницијативно, несебично чистење на ѓубре преку акциите на Метиси со класнето. Па затоа решивме да го повикаме и решиме проблемот на одржливост. Како тоа да не биде само еднократна акција која што другиот ден повторно ќе нема плод и ќе биде повторно валкано на голема жалост и на тие што биле во акциите и на останатите. Па така го вметнавме зборот одржливост. А тоа не е само збор, тоа е цела важна приказна. И е тешко да се постигне, верувајте, многумина се собравме да мислиме и да правиме нешто. Одржливо не ѓубре. Не ѓубре затоа што сакаме да создаваме и интересни зборови. А на прашањето зошто го нарекуваме измислен, а толку вистински, одговорот е затоа што ние, граѓаните, родителите, децата, студентите, во своето живење, во своите населби, градови, со целото постоење треба да действуваме за да си ги унапредуваме нашите околини. Тоа не значи дека треба некој да не повика и да ни даде грант за проекти, туку можеме ние да правиме иницијативи кои што го унапредуваат нашето живење. А при тоа сите учат и се вклучуваат. Тука е делот на multi-creation, значи тој концепт ние го воведовме за да овозможиме начин, пат, како сите да учествуваат, сите што се засегнати страни, или тоа се нели стейкхолдери, да учествуваат уште во фаза на идентификација на проблемите, па размислување, наоѓање добри практики, генерирање решенија и дел од решенијата. Затоа ќе слушнеш многу често во следните материјали, ние сме дел од проблемот, па затоа можеме да бидеме и дел од решението.
А тоа е вистински проблем. Значи, ние действуваме со се, освен со финансиски средства, значи тоа го правиме волонтерски, меѓутоа со сите своји компетенции, и како професори, и како наставници, и како менеджмент на институциите кои се вклучени. Само така ќе се чувствува дека решението е наше и сите ќе го мултиплицираат, ќе го подземат. Тоа е многу голема филозофија, не е наметнато од озгора, а од озгора значи централно решение. Тоа го имаме воочено и по методологија на најдобриот универзитет во светот Харвард, кои велат дека треба да се гради и создава. Ние сме го пробале тоа и еве го применуваме на сите различни начини во овие проекти. Така, например, во овој проект соработуваме веќе познати, но и нови соработници. И тоа во нашиот економски факултет Прилеп, техничкиот факултет Битола, твоето училиште, Основното училиште Елпида Караманди Битола, Марија Магдалена и Метиси со класнето, мама на Хелена и Макс, Oriflame и Oriflame Wellness. А исто така, многу важно нам ни беше да овозможиме за студентите околина на учење, се вика learning by doing, trial and error, во која што се стекнуваат искуства од правење на нештото, барање на литература, наоѓање на добри решенија, copy-paste special, а не copy-paste, и генерирање на решенија, креативност, но и навистина стекнување на знаења, вештини и компетенции преку вкрстување на предметите, на проблематиката, односно онака како што е реалниот живот. Реалниот живот нема проблем кој што е само економски или само технолошки или само еколошки. Напротив, реалниот живот го има проблемот и тој ги има сите димензии, еден калейдоскоп од димензии. Така што ние се обидуваме тоа да го овозможиме за студентите проблемски да настапат кон решенијата. А така ги премостуваме оние што ги велиме силоси меѓу предметите, изолации меѓу предметите кои не комуницираат едни со други. Напротив, ние и предмети и факултети соработуваме, бидејќи на страната на професорите и материјалот и задачите што ги даваме на студентите, за да студентите на таков начин мултидисциплинарно, cross-disciplinary, inter-transdisciplinary ги гледаат работите и иднината ја дизајнираат на тој начин, на еден понапреден начин, поточен би рекла. Драги слушатели, драга моја керкичко и сите вклучени во вакви и слични иницијативи. Ве поздравувам и ве поканувам и да слушате, и да придонесувате, и да споделувате, и да го доживуваме она со своји идеи, со своји капацитети и на своји раце и на свој грб да го унапредуваме нашето живење. А тоа секако може заедно. Само тогаш се раѓа и магијата, и задоволството на соработката, а и оној зголемениот, додадениот ефект, кој што никој не го може сам. Мамичко, се надевам од сите овие работи, дека ќе имаш многу убави искуства, спомени, ќе научиш многу, а и верувам дека и со сите другарчиња со кои што ќе соработуваш од различни возрасти и од различни профили, ќе имате многу постабилна мрежа за во иднината да бидете партнери во најразлични професионални или лични предизвици. Слушнете не! Комшиите не слушаат цело време кога снимаме. Поздрав! Се случува по земјата. Струви реки горат, шуми топло пеко, мразот попушта, тоне земјата. This is the only place that we're calling home. We have to realize that we're doing wrong. We are the new green forces, so let's take control. 'Cause it's the only place that we're calling home.
FM. Здраво, Ноела. Јас сум професорката Даниела Нечовска од Технички факултет Битола, од одсекот за сообраќај и транспорт. И ви праќам еден голем поздрав во прекрасната емисија Слушнете не на Укло FM. Драга професорки, долго време и секогаш со вашите студенти правите многу важни и тешки работи за подобро живење. Која беше вашата мотивација да бидете дел од овој измислен, а многу реалистичен проект? Заштитата на природата и животната средина е голем предизвик за целиот свет. Учеството во оваа проблематика не вклучува само професионалци и здруженија, туку и млади луѓе, генерации, како особено важни групи. Децата и младите не се само носители на одлуки во иднина, туку и во духот на меѓугенерацијската правда, веќе и денес имаат право да учествуваат во обликувањето на нивното општество, а со тоа и во заштитата на животната средина и природата. Активна култура на учество и одговорно действување од страна на младите може да се развие само доколку млади луѓе се стекнат со потребните знања и вештини и доколку им се обезбеди рамка на слободно одлучување со цел да донесат своји ставови, да креираат своји решенија за конкретни и реални ситуации и односи. Која беше конкретната активност со која ги активиравте вашите студенти за проектот? И која беше целта што сакавте да ја постигнете? Што требаше да научат? На веќе одредена рута студентите направија теренско снимање, извршија прибирање на релевантни податоци и пристапија кон анализа на истите. Паралелно се одвива и процесот на изучување на добрите практики во делот на управување со отпадот, секако од сообраќајен аспект. На крајот, како еден сублимат од заедничката соработка, секако дека ќе следат и симулацијски решенија. Се разбира, моите универзални прашања, што сте правеле кога вие сте биле деца? Што биле најголемите радости тогаш? Што можеме да усвоиме сега од тие работи? Како ученици, во рамките на различни секции, со низа на школски активности, се трудевме да придонесеме кон создавање на една почиста околина. Тоа значеше одржување на хигиената во нашата училница, редовно наводнување на цвеќињата кои што беа или во школските дворови, или во ходниците, или во нашите училници. А исто така се спроведува и повремени акции од типот на чистење на школските дворови. Мрежа на млади екорепортери со своји креативни идеи, фотографии, интересни репортажи. Мислам дека може да придонесат кон заигнување на свеста за зачувување на животната средина. Уредници на така наречени екоградини, каде што не само што ќе се направи средината пријатна во која се престојува, туку може да се учи за ботаниката и незиното значење. Уште многу други активности кои може да помогнат кон заекнување на свеста и грижата кон нашата средина. Ноела, ти благодарам што бев твоја гостинка, а јас продолжувам да бидам твој верен слушател. Чао! Ви благодарам за ова интервју и ветувам дека ќе рапортирам за сите убави работи што ги правите заедно со нас. Со мојата мама, со студентите и професорите и со сите кои се дел од проблемот и од решението. Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet ako nemaš drugar, ako nemaš drugar.
Здраво, јас сум Гордана Угриновска, учителка во Елпида Караманди основното училиште Битола. Моментално вршам функција и помошник директор во истото училиште и ви праќам поздрави. Слушнете не! Драга наставничке, вие сте секогаш во првите линии на сите напредни работи во нашето училиште. Па што може да ни кажете за вашата мотивација да бидете дел од овој измислен, а многу реалистичен проект Одржливо неѓубре? Точно така. Значи, секогаш се трудиме да ги одржиме сите проекти, да ги изработиме. Секогаш сме вклучени во сите напредни работи во нашето училиште што се случуваат. Нашата мотивација во проектот Одржливо неѓубре е силна, многу силна, заради тоа што сите оние мали работни атмосфери, кога ги имаме со нашите ученици, голем предизвик е да се употребат сите оние работи кои што во тој момент мислиме дека се зафрлањи и да ги реупотребиме, значи имаме голем предизвик од тие работи кои што фактички треба да бидат отфрлени, да направиме нешто многу интересно, многу корисно, со тоа да го збогатиме овој реалистичен проект Одржливо неѓубре. Која беше конкретната активност со која ги активиравте моите другарчиња, првачиња? И која беше целта што сакавте да ја постигнете? Што требаше да научат? Конкретната активност со која што ги активирав моите ученици од прво Б одделение беше изработка на новогодишна честитка, меѓутоа изработена, да речеме, од еколошки средства за реупотреба. Целта на овој проект беше учениците да се научат да ги реупотребуваат работите кои што мислиме дека треба да се фрлат, но сите оние мали, ситни делчина може да се стават во корист. Децата научија дека треба да бидат штедливи при работа со материјалите и она што во моментот дека мисла дека треба да се фрли, се одржува во реалистичниот проект Одржливо неѓубре, да се реупотреби и да се направи нешто корисно, трајно, кое што можеме да го употребиме или да го искористиме за некоја намена. Во проектот Одржливо неѓубре пробуваме да создаваме идеи, видеа, изработки како првачињата, упатства и многу други изработки. Со материјалите што ги собравте, направивме интересно видео. На каков друг начин може да се активираме за секој од нас да биде дел од решението, како што е и дел од проблемот со ѓубрето? Покрај многуте идеи, видеа, изработки од првачината, упатствата и материјалите кои што ги собираме како поддршка на овој проект, значи можеме да се активираме и преку конектирање, преку онлайн, значи директно од нашата работилница кога изработуваме разни проекти во смисла изработки, еве како што имавме честитки, да се поврзиме виртуелно, па да ја следите нашата работилница во живо, додека работат самите првачиња, па да ја осетите и да ја видите таа работна атмосфера, радоста кога учениците учесуваат во изработка на нешто што е нивно, нешто што е конкретно и креативно. Дали мислите дека возрастните ќе научат нешто од оваа активност на децата и од овој измислен, а највистинит проект? Нашите радости кога сме биле деца, значи во времето кога сме биле деца, секако дека доста имавме работи кои што ги изработувавме мануелно, значи дали таа се оригами, снеговки во периодот вака пред Нова година,
изработки на украси кои што ја украсувавме нашата училница, па и потоа ја пренесувавме креативности во нашите домови. Изработувавме разни украсни детали за нашите елки. Во тоа време, значи, кога сме биле ние деца, немаше толку многу украси како сега што има, така да тогаш ги изработувавме сите оние украси за елката, ги изработувавме самите ние. Имаше доста интересни харти, растеглива, па изработувавме разни украсни шарени ленти кои што ги стававме околу нашите елки. Секако дека можеме нашето искуство од нашето детство да ги пренесеме и на нашите ученици, на нашите воспитаници. Што би им порачале на возрастните ако ве послушаат? Јас гарантирам дека се многу непослушни возрастните. Но еве, ако не успее да кажеме слушнете не. Преку примерите на учениците, секогаш испраќаме пораки до возрастните. Возрастните треба да бидат внимателни кога зборуваат децата, значи внимателно да ги слушаат, затоа што децата кога кажуваат имаат многу нешто да кажуваат, само што возрастните треба да си најдат свое време и да ги слушаат внимателно кои се пораките што сака да им ги кажат децата. Дали мислите дека возрастните ќе научат нешто од оваа активност на младите? И од овој измислен, а највистинит проект, вие сте таен агент за децата и младите возрастни. Тоа е вашата улога и не секој може да ја има. Да, во секој случај и возрастните во многу ситуации учат и научуваат од децата. Децата се една неисцрпна енциклопедија на идеи на креативност, доволно е да се насочат, да им се каже целта, каде треба да се стигне, со што треба да се работи и сето останато можеме да го оставиме на нивната фантазија, на нивната креативност. Доста се креативни децата на оваа возраст и секако ете ние како таен агент играме важна улога во поттикнување, истражување што уште можеме да направиме во смисла на вредности, значи како децата да ги употребуваат тие работи и фактички да направат нешто многу креативно. И за крај на оваа емисија ве поздравуваме со еден заеднички поздрав од прво Б одделение при Основното училиште Елпида Караманди за емисијата Слушнете не. Ви благодарам за ова интервју и ветувам дека ќе рапортирам за сите убави работи што ги правите во нашето училиште. Јас имам некој што се грижи за мене кога сум излезе на вечер да ме праша каде бев. Јас имам некој што ми се восхитува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Се случи преку ноќ, како да те прати Бог, за да ми го направиш ти мене убав животот. Боже фала ти, Боже фала ти, зашто ли заслужи, зашто ли заслужи. Ке те затоплам ко дом, така ни е студено, ке те прегрнам ко кунда, ако ти е студено. Може фала ти, што те затопли. Јас имам некој што се грижи за мене кога сум излезе на вечер да ме праша каде бев. Јас имам некој што ми се восхитува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Јас имам некоја што е толку многу срцкаста, цела средена на фрцкана, убава е ко нацртана. Јас имам некој кому му се радувам, пера ми оправдувам и да се лути кога навечер заглавувам. Се случи преку ноќ, како да те пратил Бог, за да ми го направиш ти мене убав животот. Боже фала ти, Боже фала ти, зашто ли заслужи, зашто ли заслужи. Ке те затоплам ко дом, така
Јас имам некој што се грижи за мене кога сум излезен на вечер да ме праша каде бев. Јас имам некој што ми се воскидува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Јас имам некој. А сега, што ќе ни кажат студентите кои истражуваа за проектот? Главните причини кои што може да се наведат заради кои што е предизвикано загадувањето со пластика е погрешно управуван пластичен отпад, односно тоа значи дека пластичниот отпад не се собира и не се решава со рециклирање или со горување, туку едноставно се фрла во околината и не се чисти, а тоа значи дека нема определено некои посебни мерки или процеси преку кои што ќе се рециклират, односно се фрлат и нема еколошка свест, како што кажавме. И друга причина е користење на пластика за една употреба. Од целата пластика што се користи, 40% се користи само еднаш. Секоја година се користат неколку милиарди предмети, како што се кеси, шишиња и пакувања храна, кои веднаш после употребата се фрлат, а тоа создава нерационално користење и неможност да се искористат повторно. Сите тие предмети кои што се фрлат. И нова да се надоврзам, имаше направено како можност да се искористат наместо пластични четки за заби, пластични цевки, сето тоа пластични работи, туку се направени од друг материјал кој што може полесно да се искористи. Загадувањето со отпад обично вклучува искористен или несакан материјал, супстанции или хемикали кои влегуваат во животната средина и предизвикуваат некој вид негативно влијание на животната средина, дивиот свет и живите организми, здравието на луѓето или пак економијата. Загадувањето со ѓубре е огромен глобален проблем. Ние произведуваме толку многу производи и сфрламе толку многу секој ден што ѓубрето и отпадот се претвораат во голем еколошки кошмар. Загадувањето со ѓубре се состои од многу работи, одредени артикли не се биоразградливи, не се распаѓаат лесно, тоа е пластиката, но можат повторно да се користат или рециклираат. Всушност се верува дека голем дел од ѓубрето што го создаваме може да се рециклира. Некои може да се претворат во компост, голем дел може да се рециклира, додека мал дел може да се смета за нерециклирачки и да се стави во депонија. Овие предмети, без разлика дали се намерно фрлени или едноставно издувани, придонесуваат за зголемување на притисокот врз морските екосистеми. Поголемиот дел од ѓубре денес е направено од производи кои не се биоразградливи, како што е пластика која обстојува во морската средина потенцијално илјадници години. Причина која предизвикуваат ваквата состојба биле недоволна заинтересираност и недоволна грижа за загадувањето, непостоење места за селекција и рециклирање на отпадоци, користење на пластика за една употреба наместо наоѓање на подобри решенија за повеќе кратно искористување на истите. Доколку во нас е проблемот, во нас е и решението. Но пред да го најдеме решението, прво треба да го дефинираме проблемот. Во ова, иако може би кратка презентација, сепак ние сконцентрирани, концизно, калкулирано и креативно ќе информираме за круцијалните проблеми, подпроблеми и катастрофи од сегашноста, што имаат потенцијална моќ или да ни направат нината да ни биде катарза или катаклизма. Прво да започнеме со основното. Свест, способноста на човек да ја восприема стварноста што го окружува. Екологија, наука за земните односи на организмите меѓусобно и во однос на околината на животната средина. Секако како ќе исправиме овие плюс свест плюс екологија, конечниот резултат е еколошка свест. Восприемање на стварноста во однос на земноста, на организмите меѓусебно и во однос на околината. Нешто што за жал го немаме многу. Нашето безсознание, повеќе конкретно незаинтересираност, не води кон мрачен кошмар од кој потенцијално ќе биде правец на се ослободиме. Но како воопшто си дозволивме стигнеме до тоа? Поттикнати од глобализацијата, нашиот апетит за потрошувачки добро постојано се зголемува, а со тоа и негативните последици што проследуваат со тоа. Плодовите од брегот на слановата коска што резултираат во производството на милка чоколада во Германија се навистина сладки. Знаете што не е? Ѓубрето што го фрламе на земјата како ќе го изедеме чоколадата.
Незаинтересираноста, премногу опуштеност, недоволно информации, неправилна едукација, лошо влијание, кратковидно гледање, недоволна инфраструктура се повеќе од доволно фактори во равенката чиј крајен број е нула. Нула, бидејќи на крајот никој не е победник. Фрлање на пикавците, фрлање на пакетчета за смоки, чипси, имитирајќи го Майкл Џордан играјќи кошарка, фрлајќи го нейлонот со ѓубре полно од втор спрат, играјќи фудбал, бацајќи и кантите, не селектирајќи го ѓубрето при фрлање. Општо фрлање кај што ќе ни текни, палејќи го ѓубрето и се што ќе ни текни, се поединечно ништо сериозно, но како збир фатални состојки на отровна манџа. Капка по капка вире. Збирот од овие навидом индивидуално и релевантни работи заедно го сочинуваат збирот на нашите проблеми. Нечисти улици, загаден воздух, лоша еднина. Секако доколку продолжиме вака. Се почнува од еден сон баш се од овде па до небото и не мора да кажам ни збор, го слушам само срцево. I'm like a fire, I'm like a fire. The music is my passion, it's my life. I'm like a fire, I'm like a fire. Can you feel me now? Can you see the spark that's in my eyes? With this flame I can fly. I'm like a fire, I'm like a fire. Can you feel me now? Лесно е ако веруваш во себе се. Лесно е, нема ништо сонот да го скрши, не можеш се и не мора да кажам ни збор, го слушам само срцево. I'm like a fire, I'm like a fire, I'm like a fire. The music is my passion, it's my life. I'm like a fire, I'm like a fire. Can you feel me now? Can you see the spark that's in my eyes? With this flame I can fly. I'm like a fire, I'm like a fire. Can you feel me now? Can you feel me now? I'm like a fire, I'm like a fire. Feel me now. I'm like a fire, I'm like a fire. I'm like a fire. Следете не секоја сабота во 12 часот на Укло FM на 90,8 МГц, а потоа на нашата YouTube плейлиста. Волшебен поздрав, магична прашина, звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не! Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорни уредник на Укло FM магистар Сонја Тандарова Груевска и јас, Ноела Нечковска, петта одделенка од Елпида Караманди Битола. Големо поздравче! Ти не ме познаваш, јас не сум твоја божица, го слушам твојот глас од некоја далечина. Слушам
peri. Dali ќе те најдам јас, звезда моја јави се. Ти не ме познаваш, јас не сум твоја Божица, го слушам твојот глас од некоја далечина. Ти не ме познаваш, јас не сум твоја Божица, знај се ќе направам, само да те прогледам. Ти не ме познаваш, јас не сум твоја Божица, го слушам твојот глас од некоја далечина. Ти не ме познаваш, јас не сум твоја Божица, го слушам твојот глас од некоја далечина. Ти не ме познаваш, јас не сум твоја Божица, знај се ќе направам, само да те прогледам. Ти не ме познаваш. Укло ФМ Битола, декември 2021 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ Битола.